Благодарам. Кога се најави овој закон дека ќе биде донесен, навистина беше најавен како едно од достигнувањата или остварувањата на ВМРО-ДПМН е практично како една новост со која што се помага и на работодавачите, а во исто време се помага и на невработените работници, луѓе, граѓани кои што бараат работа. Меѓутоа, ако ги погледнете измените на овој закон, ќе видите дека практично овој закон нуди две решенија, едно решение кое што е лошо и едно решение кое што е навидум добро. Ова е класично постапување, начин на однесување на ВМРО-ДПМН, каде што практично во бланда на едно привидно добро решение за граѓаните се нуди едно лошо решение. Првата измена која што се однесува на зголемување на надлежноста на министерот за труд и социјална политика, каде што практично тој ќе пропишува не само форма и содржина, ќе донесува подзаконски акт со кој што ќе се пропишува формата и содржината, тој практично со овој акт му се дава овластувања да одредува и кој ќе биде корисник на сите овие поволности кои што се нудат со законот за осигурување во случај на невработеност. Ако се сеќавате, оваа влада дојде со едно силно ветување дека ќе ги намали дискреционите права на сите избрани и именувани лица и на функционерите, меѓутоа малку подзаборави и скоро сите овие наназад измени кои што се носат во голем број на закони, практично огромна е улогата, надлежноста на министрите како функционери, вклучително значи и во овој закон. Јас и како мојата колешка ќе во врска со надлежностите на министерот за труд и социјална политика околу оснивањето на агенции за привремени вработувања ќе зборувам по следниот закон, меѓутоа бидејќи и овие измени овој закон содржат измени во оваа насока, сакам и тука да реагирам дека навистина не сме со едни вакви измени практично да се овозможува огромни дискрециони права на министрите. Следната измена која што навидум е добра, меѓутоа ништо добро нема да донесе, ќе донесе само добро на власта, е тоа субвенционирањето на вработувањето на работници во приватен сектор. Ако ја погледнете измената што нуди и ако внимателно го слушнавте заменикот министер, не треба да сте познавач голем за оваа област да констатирате дека оваа измена се носи во корист на владата, во корист на владеачкото мнозинство, а не на оние кои што се невработени или на работодавачите. Да субвенционирате работодавач да вработи работник и при тоа субвенцијата да вие 80% од висината на социјалната помош, а знаејќи колкава е социјалната помош, тоа значи дека практично ќе нема ниту еден приватен работодавач интерес да ја користи оваа субвенција. Навистина, ако била благородна оваа идеја, требало висината на субвенцијата да биде многу поголема, за да може да има заинтересираност кај работодавачите да направат вработувања или да создадат услови за вработувања по овој основ. 80% од социјална помош 2170 денари, па земете и 3000 денари нека е. Колкава е таа субвенција? Кој е тој работодавач кој што ќе ги искористи овие измени за да вработи невработен работник? Освен ако оваа мерка повторно не ја создавате како основ за притисок врз работодавачите да ја користат. Исто така,
кој е оној работник кој што би работел некаде во тешки трудоинтензивни гранки за минимална плата сега од 8.000 денари, а за кратко време 8.800. Не е некоја голема разлика. И тоа за работно време, како што е сега заради непостоење на контрола од страна на инспекцијските служби, повеќе часовно од 8, а неретко и 12 часа, а неретко и неконтролирано ноќно работење. Сметаме дека и оваа измена е уште еден услов за бришење на невработените од агенцијата. Еве како тоа ќе се реализира. Под притисок на власта, работодавачот ќе побара субвенции и ќе најави вработувања, ќе се понудат од агенцијата за вработувања на лица, невработени, под тешки услови. Истите овие лица ќе одбијат и ќе бидат бришени од агенцијата за вработување. Исто така, ако го погледнете основот кој што се нуди за бришење доколку престане работниот однос, односно доколку се вработи на ваков начин, се бриши од агенцијата за вработување и потоа нормално кон престане работниот однос, не по негова вина, тој ќе има некои рокови за пријавување во агенцијата. Повторно, сметам дека ваквиот начин на измени на овој закон нема да биде во насока на подобрување нити на состојбата на невработени, нити на состојбата на работодавачите со субвенциите, туку мислам дека овој закон ќе биде во насока на намалување на бројот на невработени под притисок, па и ако сакате едно популистичко решение. Но во секој случај, за да не бидеме малициозни, и дека критикуваме и она што во наводници е добро, ние ќе поддржиме оваа измена на законот, но сериозно ќе ја следиме имплементацијата на законот и ќе видиме какви ќе бидат ефектите од овие измени. Јас однапред знам дека ефектите ќе бидат минимални, затоа што, како што кажав, ниту работодавачите ќе бидат заинтересирани за субвенција од 1000 денари да вработуваат некого, нити па работниците, оние невработени кои што ќе бидат сериозно ангажирани на работни места. Значи, уште еднаш сакам да го кажам ставот дека ќе ги поддржиме овие измени, меѓутоа се сомневаме во добронамерноста и практично се сомневаме во решенијата кои што ни се дадени дека ќе дадат ефект во насока на целта која што се сака да се постигне, кој што јавно се манифестира дека се сака да се постигне. Значи, ќе следиме имплементацијата на овој закон и набрзо ќе се види дека она што го тврдиме е точно. Благодарам.